Да, ова беше една од темите која што ги отвори нашата информативна редакција и со која што ќе се занимаваме и во наредниот период како што наближуваат одморите и како што пристигнуваат поплаки од граѓаните. Меѓутоа ние сега продолжуваме со останатите теми од студио 1, а на 1000 страници во утре ќе бидат промовирани 3 книги од Центарот за слобода Цивил, кои што всушност служат како еден паметник за едни тешки и неизвестни времиња за земјава. Во оваа прилика и по тој повод со нас е Џабир Дерала, токму од Центарот за слобода Цивил. Господине Дерала, добре дојдовте во студио 1. Добро ви најдов, одлично ви е студиото и супер да се биде барем за прв пат во оваа студија. Ви благодарам уште еднаш што ја прифативте поканата и еве да ги воведеме гледачите 3 книги. Тоа се Рафал, која што содржи ваши колумни, Во чекалницата на слободата од Сашо Ордановски, нашиот колега, и Неправда и немирот, 20 авторки и автори од Центарот за слобода. Кој период? Претпоставувам дека овие книги се занимаваат најмногу со 10-годишното владење на ВМРО ДПМН, па токму на тоа би ми било и првото прашање. На кој период од владењето на ВМРО ДПМН е посветено најмногу внимание во овие 3 дела? Да, одлично го представивте целиот проект и овој издавачки зафат кој го подготвувавме во изминатите месеци заедно со сите останати активности, се разбира. Овој наш издавачки потват се однесува на едно ниво, едно време, на едно ниво на политичка култура која го искусувавме сите ние заедно во тоа 10-11 годишно владење на претходната власт. Се занимававме со последиците од тоа, меѓутоа се занимававме и со трансформацијата од заробено во слободно општество. Се занимававме со прашањата дали правдата е постигната, дали видовме правда и за жал дел од авторките и авторите заклучуваат дека се уште ја чекаме правдата. Тоа се колумни, тоа се трудови кои се доста свежи, нови. Значи не се 10 години стари некои од нив, туку се напротив, најстарата од нив е некаде од средината на минатата година. Меѓутоа, сепак претпоставам последиците ги опфаќаат. Се однесува токму на последиците од едно мрачно доба за македонското општество и за македонската држава воопшто, но исто така, како што кажав, се занимава и со теми кои се многу актуелни, кои се случуваат од ден на ден во нашето општество и кои се занимаваат со прашања дали и како треба да се направат чекори за да се ослободиме од таа заробеност, бидејќи последиците се многу тешки и тие ќе ги чувствуваме уште многу долго време, за жал. Константно она што се повторува во најавата за утрешната промоција е дека станува збор за 1000 страници од колумни. Дали има некаква символика во оваа бројка, зошто токму 1000 страници? 1000 страници навистина и сите 3 книги заедно. Зборот 1000 е еден заокружен голем број, асоцира на многу материјал и навистина тука има многу материјал. Ако зборуваме понатаму низ бројки за овие 3 книги, тука имаме 350 колумни. Стои неколку во книгата Неправда и немир, стои 10 во книгата Рафал и некаде околу 130 колумни на Сашо Ордановски, вашиот колега, освен што е и дел од екипата која му помага на Цивил. Тоа е исто така една бројка која исто асоцира на должина, на големина, меѓутоа и на соништа. Знаете, 1001 страница или 1001 ноќ и така натаму, бидејќи иако зборуваме за мрачни теми, иако зборуваме за тешки настани во животот на граѓанките и граѓаните на Република Македонија, сепак во сите 3 книги провејува и многу хумор, провејува и многу оптимизам, провејува револт и гневно исто така и поглед кон иднината. Барања кои покажуваат дека ние сите живееме едно време во кое успеавме она што изгледаше невозможно да го направиме возможно. Токму околу тоа и сакав да ве прашам колку од оние состојби, иако нели релативно станува збор за нови состојби, актуелни состојби, колку од оние последици за кои што зборувате од 10-годишното владење, 11-годишното владење на минатата власт се всушност минато веќе, а колку остануваат и натаму да бидат надминати?
Добро, тоа се разбира дека го има и во овие книги, и во детали се оди во голем дел од колумните, токму за тоа како последиците, односно она што беше структура, не се урива туку така, што поради пропустите на новите структури на власта, што поради политичката култура, ниското ниво на познавање и разбирање на човековите права и слободи. И имаме ситуација во која, знаете, има структури кои се уште се активни и кои сериозно, многу систематично, методично, со многу пари работат на обструкција на демократските реформи. И тоа е утврдено, тоа се гледа во многу институции, за тоа сведочат многу луѓе со кои разговараме ние и во доменот на другите активности како Организација за човекови права, потресни сведоштва за тоа дека системот кој го воспостави претходната власт се уште е жив и кој ние нели како јавност го гледаме најмногу низ неуспешната трансформација на судството. Значи, ние се уште гледаме дека правосудството, а впрочем, вие, вашата телевизија фантастично добро ја обработува оваа тема и преку вашата колешка. Нели, тоа е една ситуација во која гледаме како ние не можеме се уште така едноставно да кажеме дека Македонија живее слободно, бидејќи навиките, практиките, таа корумпирана мрежа на луѓе и на структури едноставно се уште непречено работи и функционира. И тука не можете да очекувате вистинско отварање на општеството. Да не зборуваме за тоа дека освен тоа што државата беше заробена, институциите беа заробени и претворени во партиски штабови. Едно МВР беше МВР порано, ако се сеќаваме добро, а се сеќаваме. Имаме ние ситуација во која, за жал, се случува да видиме како тоа се уште функционира на истиот начин. И тука можеме да бидеме како граѓанки и граѓани малку поактивни. Да можеме да преку читањето на овие книги, меѓутоа исто така и преку вклучувањето активно во граѓанските организации. Пишувањето е само еден вид од работата во овој домен. Може да се вклучат во напорите да се надминат таквите структури, односно состојби и таквите структури да се соочат со полната сила на правдата, односно законите, односно со одговорноста која ја носат. Тоа е еден повик на некој начин кој ние секојдневно го правиме, дали преку активностите на улица, дали преку нашите семинари, дали преку издаваштвото и преку медиумите. Впрочем и вие како одговорна телевизија тоа го правите, да можеме да го издигнеме македонското општество на едно поинаково ниво. Да не биде ситуација во која луѓето се гледаат себе си само како клиенти на партиите. И таму започнав мислата, значи, освен тоа што државата беше заробена, институциите беа партизирани и нашето општество беше заробено од големите политички партии. Пред се од онаа што беше на власти, нејзините политички сателити и соработници во криминалот и корупцијата, сепак гледаме исто така дека и другите политички партии на некој начин запоседнаа делови од општеството, од јавната сфера, така што нам, на невладините организации, на новинарките и новинарите, на интелектуалците, на уметниците им остана многу малку простор да се изразат. Значи, јавниот простор, било да е тој во медиумите, било да е... говорите дека имате многу мал слободен простор кај што можете да ги напишете овие ваши работи и вашата општествена критика. Конкретно вашите колумни, односно вашата општествена критика е нешто што го следам веќе поодамна и не е толку ново да речам, така што претпоставам од утре ќе видам и што конкретно е влезено во крајниот дел на книгата, меѓутоа ме интересира која беше цената на слободата да се пишува слободно. Која беше цената што вие ја плативте за да на крај дојдете со 3 изданија колумни со општествена критика?
Знаете, цената на слободата се уште ја плаќаме и ќе ја плаќаме до крајот на животот, бидете сигурни во тоа. Меѓутоа, без оглед на високата цена на слободата, таа сепак кога ќе се доживее и кога ќе ја видиме отелотворена во животот на граѓанките и граѓаните, таа нема ни цена. Значи, вредело секогаш кога ќе видите дека нешто се поместило во правец на слободата, секако дека ќе видите дека вреди, па не е битно ни какви жртви сте поднеле на тој од кон слободата. Инаку цената беше висока. Сите ние имавме ситуации во кои моравме да се одречеме од многу вообичаени работи што ги имаат луѓето во една нормална демократија. Сите ние се грижевме со право дека нашата безбедност беше загрозена. И тоа секојдневно беше загрозена. Ние не можевме да живееме сосема слободни и безгрижни и исто така нешто што барем мене лично повеќе ме болеше од било што друго. Бев загрижен за безбедноста на моите блиски. Сакате да кажете дека така наречениот режим удираше не директно по оние кои што критикуваат, туку по нивните блиски? Удира директно исто така, меѓутоа и по нивните блиски. Не бира средства да ве исплашат, да ве притиснат или да ве ограничат во вашето движење или мислење. И во таа смисла заканите кои јас сум ги добил во мојот инбокс и кои никако не сум можел да ги споделам со никого друг, освен со оние кои знам дека можат нешто да направат. Ниту со органите на прогонот? Па, органите на прогонот беа дел од режимот. Тоа беше кога се заканува, ми се заканува дека ќе направат нешто лошо на моите блиски. Тоа беа најтешките моменти. Тоа кога ми се заканува, мене јас се разбира бев загрижен, нормален. Колку тој момент бе одврати од пишувањето? Никогаш, во ниеден момент. Во ниеден момент, бидејќи вие ако покажете страв, тогаш и вашето семејство може да настрада и вие ќе настрадате и слободата ќе настрада. Ако покажете страв, тогаш веќе сте ја изгубиле битката. И на крајот на краиштата, така, гледајќи на секојдневието, вие престанувате и да чувствувате страв. Туку едноставно на секој напад одговарате со уште по-жесток напад, онака како што вие најдобро умеете. Анализирате, наоѓате факти и докази за тоа што се случувало и ги презентирате во јавноста таму каде што можете. Ние, ако се сеќавате, вие барем добро како новинар, знаете дека не беше лесно да се протне вистината. Не беше лесно да се презентираат фактите, фотографии, снимки, сведоштва. Не беше лесно сето тоа да се пласира во јавноста. За среќа имаме таков технолошки напредок што социјалните мрежи, интернетот, слободните медиуми, малкуто слободни медиуми во оние традиционални форми беа на располагање да споделат факти и вистини за тоа што се случуваше. Меѓутоа, вие добро се сеќавате дека еден сител или една македонска радиотелевизија беа слепи, глуви, неми. И други телевизии, да не ги набројувам. Практично целата медиумска сфера беше доценета. Сфера практично беше заробена и тие беа слепи, глуви и неми на тоа што се случува на улиците. Имавте десетици илјади млади луѓе кои студентскиот пленум ги организираше, ваму покажува 2-30 луѓе на снимките кои ги оцрнува, а во меѓувреме тајната полиција или други структури им се јавуваа на нивните родители, на нивните блиски, на нивните пријатели, на нивните професори и ги притискаат тие млади луѓе. Меѓутоа видовме како се заврши. Впрочем, и не е завршено. Но се уште битката трае Битката трае, борбата продолжува, се разбира, но еден голем дел од таа битка навистина заврши среќно. На крајот на краиштата и оваа пресуда од пред некој ден кажува дека некои работи сепак се менуваат кон подобро. Можевме да видиме едно благо свртување на правосудните органи, иако се уште се многу одговорни. Да, која што ја спомнате, пресудата против Груевски можеби не одекна како бомба како што очекувавме. Меѓутоа, дали самата пресуда и казната која што беше изречена беше очекувана за вас како граѓанско здружение кое што
долго време беше на улиците и кој што протестираше практично за ова? Ние бевме до некаде пријатно изненадени. Искрено кажано, онака како што се одвиваа работите во последнава година дена, не очекувавме дека ќе се одважи судот да отиде до таму и да ја изрече оваа казна. Се разбира, има уште предмети, се очекуваме уште докази и уште предмети кои ќе завршат со релевантни пресуди. И таа казна од 2 години очекуваме дека ќе расте. Но бевме пријатно изненадени за тоа што конечно гледаме дека има и судии кои се професионални, односно судии и судијки кои се професионални и кои сакаат да го вратат достоинството на таа професија, бидејќи тоа ќе го прочитате во дел од овие книги. Исто така ќе видите дека бевме разочарани и гневни и бевме на некој начин посрамотени како Македонија, што имаме судство кое е затворено во една корумпирана чаура која држат неколку луѓе. Да, но тоа беа засрамени можеби интелектуалците, граѓанскиот сектор, медиумите, меѓутоа дали таков беше општиот впечаток меѓу граѓаните или пак има голема доверба поради пропагандата и поради сите? Не, знаете, ние бевме на вистина и се уште сме многу раздвижени и секојдневно сме во комуникација со стотици граѓанки и граѓани и знаете, не им веруваа ни во тоа време, но се плашеа. Стравот беше огромен. Знаете, имаше стотици ситуации во кои во самопослуга или на улица луѓе скришум како да гледаат нешто друго, па ми шепотеа и велеа браво Алалда, вие многу сте храбри, продолжете така, ослободете ме. Па пред режимот да падне, веќе луѓето беа охрабрени, особено по експлозиите на серијата експлозии од бомбите на опозицијата. Имаше веќе такво охрабрување што преку улица луѓето креваа тупаница стисната и велеа напред цивил. Или пак на други организации, на мои колешки и колеги, другарки и другари ги охрабруваа и гласно им се придружуваа во активностите. Меѓутоа со години наназад, зборувам за 2008, 2009, 10, 11 и така натаму, луѓето беа преплашени. Тие можеби ќе кажеа и во телефонска анкета дека му веруваат на Груевски, дека и веруваат на судската власт, дека им веруваат на медиумите, дека им веруваат на не знам кого, заради тоа што луѓето знаеа дека се слушани. Граѓаните. Паранојата беше оправдана. Знаете, има една поговорка, вели, тоа што сте параноични не значи дека не ве следат, знаете. И во таа смисла луѓето знаеа дека или чувствуваа дека некој ги слуша, дека се следени на некој начин, дека може да ги отцинка нивното дете на училиште ненамерно. Затоа што и наставниот кадар имаше таква задача како во сталинистичко време, да ги следат повозрастните преку нивните деца на училиште. И го имаше и тоа, го знаевме тоа. И заради тоа луѓето беа преплашени и се плашаа дури меѓу себе ни во најдлабока доверба да се кажат дека нешто не чини во кралството Данска. Меѓутоа, полека почна да се ослободуваат и се разбира тука граѓанското општество одигра голема улога. И мислам дека во тоа време и опозицијата го согледа тоа и добра беше соработката, можеме да кажеме. Еден податок што мене ми привлече внимание беше околу финансирањето на издавањето на овие 3 книги. Мислам дека не видов никаде некоја државна институција наша. Дали главен финансиер се германската влада, ако не грешам? Да. Дали тоа може да го протолкуваме на начин што нашата влада се уште не е имуна на критика? Дали нашата новата влада е отворена кон критика и дали прифаќа критика или... Знаете, јас бев пријатно изненаден кога ги видов неколкуте мерки кои придонесуваат кон транспарентност. Дури да во некои
чекори беа дури и пренаивни. Тоа предизвика известни бренувања во јавноста, што е супер. Околу трошењата на министрите, претпоставувам, алудирате. Да, мене ми е тоа сосема окей. Власта во било која земја во светот треба да биде прво предмет на критика и на сериозна предпазлива обсервација, а потоа на одобрување. Тоа што владата нема средства во нашите проекти, значи дека ние не сме ги побарале. Тоа значи дека може би да сме ги побарале ќе бевме одбиени, меѓутоа секако не ги побаравме, така што не знаеме дали ќе имавме таква соработка. Ние како организација во 19 години од постоењето, единствено што прифаќаме досега се средства од странски донации и во некои случаи, почнувајќи од самите почетоци, уште во 2000 година, се обраќаме кон општествено одговорни компании. Така што на овие средства кои ги имавме на располагање, се додадоа и средства на уште 3 општествено одговорни компании. И се разбира, нема да ги кажеме тука, бидејќи тоа би било реклама и тоа ефтина, но секако дека се обидуваме на некој начин да ги мобилизираме тие сфери во општеството кои претходно беа на некој начин рекетирани од власта и сега се супер уморни од таквото, исцрпени со таквото однесување на власта. Не ги атакуваме, Бог знае колку, меѓутоа мислам дека е време да почнеме да работиме на градење на меѓусекторска соработка. Бидејќи компаниите во комерцијалниот сектор треба да знаат дека во граѓанскиот сектор има многу ресурси кои може да им помогнат да станат поодговорни, подобри и се разбира заради да исполнат својата основна функција, да остварат повеќе профити, меѓутоа да бидат и сериозни одговорни чинители во општеството. Ние тука имаме во граѓанскиот сектор и во цивил особено имаме добро развиени ресурси, човечки ресурси кои можат да помогнат во таа насока. Значи не само владата и граѓанскиот сектор да соработуваат, треба да соработува и комерцијалниот сектор со граѓанскиот сектор. Меѓутоа, мислам дека она што на граѓанското општество се уште многу му недостасува, на голем број организации, да бидеме само критични, е слабата врска меѓу организациите и конституентите, односно граѓанките и граѓаните. Зошто е тоа така? Знаете, тоа е една конкуренција можеби или па не е толку конкуренција колку што е мислам природата на сваќањето на тоа што значи граѓанско организирање. Повеќето луѓе се склони кон тоа да формираат организации кои се think-tankovски, кои се разбира значајни се во општеството, меѓутоа недоволно контакт имаат со реалноста, недоволно контакт имаат со медиумите, недоволно контакт имаат со граѓаните, особено не со граѓанките и граѓаните, што ги остава изолирани и затворени во некој меур кој мислам дека кој е доста скап, веднаш да го кажеме тоа, а кој не е многу ефективен. И тоа мислам дека треба да се промени во иднина. Она што можат да го направат медиумите е да им помогнат малку да излезат од своите зачаурени, преакадемски, преинтелектуални, па и квази интелектуални облаци и да почнат да дејствуваат во општеството онака нормално граѓански, да му дадат на општеството некаков бенефит од тоа што воопшто постојат. Мислам дека нам ни предстои еден период во кој ќе имаме турбуленции, особено заради тоа што национализмот се уште е многу силен, националистичките наративи се дистрибуираат во општеството преку се уште силните медиумски аутлети кои ги има онаа клика која долго време го тормозеше ова општество и мислам дека тука треба да бидеме многу сериозни, многу предпазливи, да не подклекнеме на предизвиците на она што популизмот го прави постојано. Насекаде во светот, а многу успешно и во Македонија. Антинационализмот е една алатка која нам ќе ни помогне да излеземе од калта во која не држеа предолго време.
И тоа е многу важно. Ако им подклекнеме на националистичките наративи од било која страна доаѓаат од сите страни како навистина како поплави. Позасилено ќе доаѓаат како што се ближат некои процеси кои се многу важни за Македонија, за македонското општество, за македонската држава, така тие националистички наративи ќе растат. И многу е важно, ја мислам дека тоа вие како телевизија и вие како новинар го препознавте пред долго време, а тоа е да сватиме дека национализмот и националистичките наративи не се ништо друго освен алатка да заштитат криминални структури. Ништо друго. Дека тие националистички наративи всушност се патриотизмот практично. Да, всушност се антипатриотски. Бидејќи ако вие продолжите со таквите наративи, вие ќе ја разнебитите Македонија и на општествено и на државно ниво. Безбедноста ќе ја нарушите. Знаеме, ние надоаѓаат уште процеси судски во кои ќе се вадат многу докази во кои ќе се види колку жестоко се удирало токму врз безбедноста и врз постоењето на државата. Не сакам сега да откривам повеќе. Нормално ќе се дознае, и тоа многу скоро ќе се дознаат многу работи за тоа како се работело да се уништи македонската држава, ако треба, само за да се заштитат неколку луѓе кои сакаат да си го задржат богатството за себе и се уште го чуваат, се разбира. Семафорот уште, дисплејот уште не е поставен, се уште е на нула. Меѓутоа, тоа е многу важно да го знаеме. Секој ден, на секое место, да го повторуваме, дека национализмот и националистичките наративи се алатка за заштита на криминалци и дека тоа нема врска со патриотизам. Вистинскиот патриотизам ќе однесе Македонија во ЕУ. Она што не е таквата концепција се разбира. Со сета отвореност кон сите луѓе кои мислат дека не мора да влегуваме во ЕУ, дека не мора да влегуваме во НАТО, сите мислења треба да ги слушнеме. Треба да ги објавиме и треба да дискутираме и да дебатираме. Меѓутоа само под услов ако зад нив нема некаква намера да се осуетат оние што стратешки определби на оваа наша земја. Така, ви благодарам за вашето гостување и за крај би оставил честа да не најавите утрешната промоција пред деталите околу тоа каде, кога ќе се одржи и... Да, особено љубезно од вас. Фала многу. Се разбира, утрешната промоција ќе биде во Сити Хол клубот. Тоа е она што порано го викавме хард рок и тоа е до МКЦ. Всушност не е во МКЦ, туку до МКЦ во 8:30 вечер. Особено ни е важно да знаат вашите гледачки и гледачи дека нема да биде тоа досадна промоција со говоранци. Значи, нема да говоранци. Нешто поинако. Значи ќе биде нешто поинако, добра музика, добро дружење со авторките и авторите и се разбира книги по промотивна цена. А во оваа прилика ние ви ја подаруваме новата книга на нашата драга Санта Аргирова, Времето на Перонов. Многу еден политички трилер кој што исто така не е нешто што веќе има видено во нашата книжевна сцена. Читав веќе за тоа и со внимание ќе ја прочитам, а сега ќе ја побарам да ми напише некоја посвета. А ова се 3 книги за возврат. Размена. Ви благодарам за вашата редакција и се надевам дека некои од вас ќе имаат време да дојдат на нашата секако се гледаме утре и ви благодарам уште еднаш за гостувањето. А ние веднаш по кратката пауза продолжуваме со останатите содржини предвидени во студио 1. Бидете со нас.